Во принцип, јас функционирам со успесите се по потешкиот пат, меѓутоа се надевам дека тоа нема да биде повеќе практика во победа. Зошто? Заради тоа што нашата визија и мисија за наредната полусезона и за се она што следува после тоа е да се прави стварно победа, европска, достоинствена за фудбалски прилеп, достоинствена за фудбалот во Македонија. Сега е веќе поинаку. Нажалост, изгубивме доста време од соглед на тоа што ги чекавме резултатите од оваа утакмица, се со цел за да може да се направат акциониот план за нова организациона структура. Преди се е многу битно да се постави систем во клубот. Кога имате систем, тоаш клубот нема да зависи само од ликови. Например, што доколку Ирена не е тука, клубот не смее да прекрати да функционира, мора да се продолжи, че во наредниот временски период ќе го изработиме системот, буџетот, врз основа на кој што управата ќе си го створи новиот тим и екипата која што достоинствено ќе си ја представува победа и правилата на понашање во клубот генерално. Оно што јас би сакала да го истакнам денеска, нажалост не бев во можност физички да присуствувам на утакмицата во Струмица на баражот, меѓутоа ги добивав онлайн информациите. Дефинитивно се заблагодарувам на Фудбалската федерација за добрата организација на утакмицата и се надевам на долгорочна и плодна соработка и понатаму како досега, така и одсега. На судиите би им пренесила дека им благодарам што ми потврдија дека мојата теза е она која што треба да врз основа на кој што е во иднина мегленски да функционираме и играчите и сите ние. Имено мојот став од секогаш бил дека судиите е еден дел од партиципирањето во резултатот и во играта во играта во фудбалот. Она што е најклучно и најбитно е доколку имате тим, екипа, доколку е достоинствена, знае да игра, максимално вложуваат од своите напори и знаења, и доколку Дедо Боже стварно стави рака и никој не може да ви застане на късметот. Тоа беше резултатот и денеска. Со ова сакам преносно да им пренесам дека лично информирана сум за второто полувреме, кој што е малце и неетично начинот на кој што ги суделе правилата. Меѓутоа, тоа е завршено. Се надевам дека повеќе нема да партиципираме и во такви утакмици, се надевам дека нема повеќе ова да биде искуство ни за победа, ни за сите други, пошто сепак на крајот на денот, кога некој ви дал право да судите, мора да бидете одговорни за постапките кои што ги носите. Она што е клучно и најбитно е дека обстанавме. Јас не би прекатила тука и не би сакам повеќе да се произнесувам, освен дека стварно после ова имаме премногу работа, премногу обврски, за да ги поставиме работите на она ниво на кој што треба. Да направиме професионален фудбалски клуб Победа, преди се во интерес на иднината на сите млади категории кои што се дел од таа академија, преди се во интерес на фудбалот на Прилеп и во интерес на фудбалот во Македонија. Да почнеме да ги менуваме правилата на понашање. Во контекст на ова што Менгленски го кажа, сакам да најавам дека планираме клубот во месец септември да направи еден тип на собир или забава, каде што ќе бидат поканети сите оние кои што се овдека денеска меѓу нас, кои што партиципирале во градењето на клубот. Со тоа потврдуваме дека клубот е на градот, клубот е на Прилепчани. На сите тие кои што партиципирале, дали како играчи, како тренери, како управа, господинот Ацуле, кој што премногу дал од својот живот за да го одржи фудбалот. Сите легенди. Дури и оние кои што се надвор од Македонија, ќе ги повикаме да партиципираат на една забава, каде што ќе им дадеме чести, почести, каде што ќе покажеме дека клубот е на градот и конечно да ги надминиме личните, политичките или какви било интереси, да не се манипулира со клубот, да го задржиме барем фудбалот, да останеме како фудбалски град. На таа забава дефинитивно јас би инсистирала со оглед на тоа што не бе во можност да бидеме заедно на прославата после обстанокот, би инсистирала екипата која што го задржа обстанокот да си биде дел од таа забавата, сепак е историски момент и сето тоа треба да се забележи. Јас не живеам во минатото, меѓутоа е многу убаво во животот кога го респектирате минатото и врз основа на него ја градите на некој начин иднината. Сепак клучна и најбитна беше партиципацијата на играчите и од таа причина најавувам дека денеска веќе ќе бидете соодветно материјално мотивирани за да можете од утре
да се појдете на заслужен одмор, пошто верувам дека не чека нови предизвици, нови моменти за кои што треба, вие сте клучните играчи кои што треба да ги направите. Па добро, да ве поздравам и јас, вака сега со ладни глави. Јас можам да зборувам само за делот од аспект на спортскиот дел и на фудбалерите. Ние во собликуваната се што се договоривме, на крај излезе така. Од моја страна, фудбалерите имаја забрана да изнесуваат никакви информации од собликувалната, од кога дојдов јас за тренер, затоа што на некој начин во општо околу клубот и околу градот, јас го познавам добро, имаше насобрана некога негативна, многу голема негативна енергија и се надевам дека понатаму тоа нема да го има и сум задоволен од постигнатиот успех, ако може да се каже успехот, и јас за победа признавам успеси само да излез во Европа, затоа што е победалистен клуб од Македонија, кај што никогаш не отпаднал од прва лига, зборувам од прва лига, единствен во Македонија, и се надевам дека понатаму ќе имаме само успеси. Исто така сакам да напоменам дека да се заблагодарам на некој начин на сите играчи кои што помогнаа во овој, исто така да кажам, успех, затоа што само ние во собликувана да знаеме со што бевме, на што се бевме изложени во овие месеци и пол. И исто така сакам да се заблагодарам на управата, каде што од кога сум јас во клубот, ретко досега се воведел ваков професионализам. Победа е клуб кај што не сме и не може и не сме да има импровизација повеќе. Не сме. Значи мора да се воспостави систем, како што кажа Ирена, систем за клубот да не зависи од никој и мора еднаш за секогаш личните интереси од било кого да се тргнат настрана. Клубот е градски и на цел Прилеп. Не сме никогаш да се личните интереси пред клубот. И јас се надевам дека ќе бидам понатаму тренер, не сум уште седнат да разговарам, треба од утре да разговараме некои детали. Јас, мене ме познаваат добро играчите што се во собликуваната и многу луѓе во Прилеп, кај мене или професионално импровизација нема. Ќе пробаме да го кренеме клубот на малце повисоко ниво, се движиме во таква насока и мислам дека ќе успееме до година, никој ништо не може да вети, али ние ќе се стремиме да направиме екипа за излез во Европа. Сакам само да се заблагодарам пред се до управата, сакам да се заблагодарам до спонзорите, го честитам на Тони Мегленски за успехот кој што го постигнавме сега, што обстанавме во прва лига. И сакам да кажам дека поминавме на тешка сезона. Се надевам дека наредната сезона ќе биде многу подобра, дека ќе направиме една до подобра екипа и дека ќе се бориме за Европа. Пред се сакам да се благодарам и на играчите. Сите знаат дека ја остваривме целта на многу тежок начин. Мислам дека сепак на крајот излеговме ние како победници.